Почитувани гледачи, преостануваат уште неколку дена од референдумското изјаснување на македонските граѓани за спогодбата од Преспа, но и можноста Македонија со прифаќање на таа спогодба да зачекори силно кон Евроатлантската алијанса. Гостин во емисијата Визави на програмата на Канал ВИС е Костадин Костадинов, пратеник од Коалицијата за Европска Македонија. Вечерва ќе зборуваме. Костадинов, јас ви благодарам на поканата, односно на времето кој што го издвоивте да бидете гостин на нашата програма, се разбира во интерес на гледачите и да разјасниме некои работи, бидејќи понатаму останува сигма и енигма тој договор кој што е потпишан во Преспа. Добро вечер уште еднаш. Добро вечер, Ване. Пред се благодарам на поканата. Како и секогаш и оваа емисија стојам на располагање, затоа што ние како пратеници во Собранието на Република Македонија имаме обврска пред граѓаните, отворено и јавно, преку локалните, преку националните медиуми, да ја зборуваме вистината, се што е во функција на полесно разбирање за нивните проблеми во конкретниот случај. За ова историски важна шанса која имаат граѓаните на Република Македонија. Еве јас сум дел од парламентарното мнозинство од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно сега сме во коалиција излези за Европска Македонија и јас ги користам аргументите кои што се за поддршка на договорот со цел интеграција на Република Македонија во Европската унија и во НАТО. Од друга страна, морам да констатирам и ова отворено ќе го кажам. Жално е што во Струмица еве пред неколку дена и јавно ги поканив на дебата и на ТВ дуел да ги соочиме аргументите, да слушнат, да видат граѓаните, аргументи за, аргументи против. Впрочем, тоа е дел од нашата обврска како пратеници во Собранието. Заедно со колегите од опозицијата понудив неколку алтернативи да дојдеме отворено пред граѓаните да дебатираме околу договорот со Република Грција, околу референдумското прашање и околу референдумот воопшто. За жал, јас одговор не гледам од нивна страна. Ќе повторам, ова треба да го знаат граѓаните, затоа што жално е. Ако сакаме да имаме една здрава демократија, ако сакаме да градиме демократска држава, да ги јакнеме демократските капацитети, тогаш мора да ни биде јасно дека дебатите, соочувањето јавно на пратеници, на други функционери, е здрава работа за демократијата. Ние овде не доаѓаме за да се надвикуваме, ние не доаѓаме овде за да се надмудруваме, напротив, да ги соопштиме нашите ставови пред јавност, преку медиумите, преку во случајот ТВ каналот ВИС, многу полесно ќе допреме до поголем број на граѓани. Па нека судат граѓаните дали моите аргументи кои што се за поддршка на договорот тежат повеќе од нивните кои не знам кој ме ставот, но оно што можев да го прочитам на Facebook беше дека и во случај на успешен референдум тие како пратеници нема да гласаат за уставни промени, што повлекуваме паралела и заклучокот е дека волјата на граѓаните на крајот на денот при успешен референдум, а сите анкети тоа го кажуваат, двајцата пратеници од ВМРО ДПМН од Струмица нема да ја почитуваат, што е сериозен аларм. Тие се мои колеги, јас ги почитувам, јас сакам да разговарам, да дебатирам со нив, но такво несериозно понашање спрема сопствените граѓани, спрема сопствената држава, не смее да има. Затоа сме ние тука, јас повикав, она што е моја должност, да ги соочиме фактите. Да, тие за одредени не се одзваа на мојата. За одредени медиуми, односно портали, сепак го кажа својот став дека нема да поддржат било какви уставни промени и дека договорот или спогодбата, како сакате, од Преспа е понишувачка и катастрофална за Македонија. Барем така тие во интервју за одредени портали го спомна. Сето тоа предпоставам, односно тоа што го читав, не одговорија позитивно за било какво телевизиско соочување со вас. Не одговорија, не ми е јасна причината, напротив. Јас сакам да дебатирам, јас сум човек кој што е отворен, транспарентен, почитувам аргументи, почитувам факти доколку се спротивставиме. Во ситуација кога нема, еве ќе разговараме отворено. Правиме муабет за договорот со Грција. Што е тоа? Што е толку болно во договорот? Еве кога немам соговорници, можам да земам за слобода тебе да те прашам.
Има ли некоја точка која што е болна, до толку да не боли, да не може да надминеме некој дел од еленската историја, кој што е пред речиси 2500 години, на сметка на тоа, на таа некаква болка, на таа некаква емоција, да си ја блокираме и да си го блокираме патот кон иднината, кон перспективата. Сметам дека патриотски е да избереме сегашност и иднина, при тоа почитувајќи си го минатото, но не да ја водиме државата, да ја градиме државата на нешто што било 2500, речиси 2500 години наназад во минатото. Ќе споменам и ќе повторам. Вистинските патриоти, вистинските државници, вистинските политичари, лидери, носат храбри одлуки во вистински моменти. Договорот од Преспа, така наречениот, договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција, е најдоброто можно решение во таа ситуација, при тоа прифатливо од двете страни. И од наша, но и од грчка страна. Ние може да понудуваме подобар договор од наша страна. Еве и јас, ако ме прашате, најмногу би сакал да влеземе во Европска унија, да се интегрираме и да влеземе во НАТО под нашето уставно име, како што е сега, Република Македонија. За жал, Република Грција, која што е веќе членка на НАТО и на Европската унија, не прифаќа такво решение. Па добро, тоа беше, односно, на тоа сме навикнати во изминативе 27 години, кои што едноставно го блокира нашето членство во Северноатлантската алијанса, но и... Факт е дека без договор со Република Грција по однос на спорот со името, нема интеграција за Република Македонија. Тоа го знаат и малите деца. Нема тука што да спориме. Но еве, излегувам јавно, излегувам и во дебата и на национални телевизии, и сакам на вистина да ми се каже, доколку од другата страна, доколку опозицијата смета дека постои било каква алтернатива, која што ќе потенцирам, при тоа е прифатлива за грчката страна, нека ја понудат. Не е доволно да речеме договорот не е добар. Што значи тоа договорот не е добар? Во договорот, во членот 1 и во членот 7, јасно стои дека македонскиот идентитет е заштитен и е зајакнат. Дека македонскиот јазик е признаен како таков од Грција. Значи, да, имавме ние црвени линии, има и грците црвени линии. Тие поминаа дел од нивните црвени линии и ние, со цел да се направи компромис, која што ќе биде во полза на двете држави. Имаме win-win ситуација. Добро, поделени се размислувањата и таму и овде за и околу овој преспански договор. Па гледаме договор. дека двете опозиции демонстрираат. Негираат, го негираат. Ако имаме ситуација каде што во двете држави и двете опозиции негираат, значи дека станува збор за компромис. Во една прилика министерот за надворешни работи Димитров порача: еве нека се сретнат двете опозиции и нека понудат, ако можат да понудат некакво подобро прифатливо решение. Не може. Тоа го преговарале сите влади, и поранешни влади на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Што правевме ние? Ги зајакнувавме нашите црвени линии. При зајакнување на црвените линии го кочиме прогресот на државата. Тапкаме во место. Тоа го осети и државата, тоа го осети и граѓаните во изминатиот период. Така. Како го толкувате односот на опозицијата во моментов од најголемата опозициона политичка партија ВМРО ДПМН? Организираат протестни маршеви, лидерот Христијан Мицкоски рече дека граѓаните да размислат, односно секој по свое убедување да се изјасни врз основа на овој договор за престојниот референдум, а вчера и на пресконференција вие му возвративте на Мицкоски за неговиот говор од Охрид дека ја напаѓа македонската иднина и не сека Македонија да успее. Значи, морам да се навратам сега на што претходно го зборував. Ако веќе зборуваме дека нешто, овој договор, ако велиме дека овој договор не е добар, дајте, заземете став. Тоа е ние што го бараме од најголемата опозицијска партија од ВМРО ДПМН. Нека кажат како тие ќе настапат на референдумот, кој што еве го веќе завршува. Оваа недела е последна недела, практично трае до петок кампањата. ВМРО ДПМН нема став. Не е државнички.
Не е добро за државата да се нема по историски најважното прашање. Ние да не знаеме како ќе одлучиме. Ворете, и ние сме свесни. И јас кажувам, народот ќе одлучи на крајот. Но ние, како сериозни политички субјекти во државата, независно дека ние сме власт, а ВМРО-ДПМН е опозицијска партија, треба да имаме ставови. Нашиот став е прецизен, јасен и гласен, секаде го соопштуваме, практично водиме кампања за поддршка на договорот и излезност на референдумот. ВМРО-ДПМН ја кочи целата ситуација. Зошто? Што е проблемот? Зошто не повикаме, ако имаме нешто против? Ќе одиме на дебата, ќе дебатираме. Ќе ги соопштиме аргументите кои што се против од нивна страна. Но на крајот, пораката треба да биде јасна. Граѓаните имаат обврска на 30 септември да излезат и да се изјаснат дали се за договорот или се против договорот. Нема ништо спорно. Како оценувате нивната кампања? Мислам, вела дека не се во кампања, но сепак активни се на терен, нивните активисти, но еве и протестните маршеви. На што алудирате? Она како јас го доживувам. Дали тие отворено го кажуваат за бойкот, за да излезат на референдумот па да се изјаснат против, бидејќи во овој период многу членови од ВМРО-ДПМН со различни ставови произлегува, па кажат дека Јас сум убеден дека здравиот разум ќе преовладее и огромен дел од членовите, од симпатизерите на ВМРО-ДПМН ќе излезат, дел ќе излезат и ќе го поддржат договорот, ќе гласаат за договорот. Пазете, луѓето се свесни дека подобро решение од ова не може Македонија да постигне. Знаат, затоа што и тие биле во тие процеси на преговарање, ги следеле, ги прателе, како и сите ние и останатите граѓани во Република Македонија. Еден добар дел ќе излезат и ќе гласаат против. Сметајќи дека овој договор не е добар, но се за интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Ете и тоа е легитимно, но не можам да разберам. Не дека не постои како варијанта бойкотот. Не државничка е, не сериозна е. По историски најважното прашање. На овој референдум да се седи дома, несериозна работа е. При тоа, ако ги следиме, а сигурно ги следи и претпоставам и граѓаните ги следат сите посети, од тие европски и светски политичари, на вистина ни пружат рака. Не канат да дајте луѓе аман, влезете, почнете да преговарате со Европска унија и со НАТО. Не може ние да бидеме индиферентни по тоа. Не може ние да ги подцениме пораките на Јенс Столтенберг, генералниот секретар на НАТО. А сите се стремиме кон евроатланската... А сите се стремиме. Не може да ги подцениме препораките на Ангела Меркел, која што практично е лидер на западниот свет, како да ви кажам. Не смееме да гледаме така. За прв пат во Македонија дојде германски канцелар, Ангела Меркел. Знаете што значи тоа? Еден од најголемите трговски партнери на Република Македонија. И сите ни кажуваат, верувајте дека ќе биде подобро, ќе имате поубав живот. Јас не велам дека од 1 октомври ќе тече мед и млеко. Нити па дека процесот на преговори е лесен. Не, напротив. Зошто кажам дека ние мора да имаме некаква кохезија меѓу власт и опозиција. Ова е генералниот пат на Република Македонија, по кој што која и влада да дојде, тоа е патот по кој што мора да се движиме. Интеграција во ЕУ и НАТО. Но допарва, кога ќе почнат преговорите, ние ќе си требаме еден на друг. И ВМРО, и СДСМ, и ДУИ, и ДПА, и БЕСА, и сите останати политички субјекти. Како го коментирате изјавата на Иванов од Соединените американски држави, кој што индиректно кажа дека нема да гласи, иако можеби за референдумското изјаснување нема да биде и тука. Не сум... Но сепак во негова изјава кажа дека го бойкотира овој референдум. Сметам дека не само за Иванов. Општо за секој кој што се смета за политичар, особено не за председателот на државата. Несериозно е, недржавнички е. Да и се одмага на Република Македонија во еден таков период. Да им се одмага на граѓаните, да им се спречува прогресот на граѓаните на Република Македонија. Ване бе видовме 27 години кон што одиме. Гледаме што ни се случува си во овие 27 години. Од мртва точка немаме помрднато. Ни фалат, значи ни требат многу енергија, многу труд за да се поместиме малце нанапред.
Сега имаме шанса. Зошто зборувам тоа? Еве да погледнеме нашето обкружување. Што се случи со Република Бугарија по интеграцијата во ЕУ и НАТО. Просечната плата од 230 евра порасна на 500 евра. Бруто домашниот производ од 11.000 долари порасна на 25.000 долари. Практично имаме раст на двата клучни економски показатели. За економското обкружување во државата, за 100% имаме раст. Сега, ворете или не ворете? Од опозицијата ќе речат, абе знаете ли Бугарија колку дава? Да, апсолутно даваш. Дел од бруто домашниот производ се одвојува за тој сојуз, што е здраво. Но знаете ли што значи отварање на европските фондови? Знаете ли што значи нашите компании да имаат можност да продаваат наречиси половина милиарда потрошувачи? Половина милиарда е сериозен пазар. И сега ќе се навратам пак на процесот на преговори. Допрва ќе треба ние да седнеме на маса како политичари, со ВМРО да помене, со било која опозициона партија и да разговараме. Во процесот на преговори клучно е, затоа се викаат преговори со Европска унија, не се вика ултиматум за влез во Европска унија. Значи да, Европската унија наметнува своји критериуми кои што треба ние како земја членка аспирант за влез да ги испочитуваме, но при тоа да не заборавиме дека овде имаме домашни компании, овде имаме граѓани кои што треба во целиот тој процес на преговори треба да бидат заштитени. Затоа јас и премиерот Заев подаваме рака да помине. Ова е првата фаза од нашата интеграција и е клучна. Без оваа фаза се ќе падне во вода. Добро, Костадинов, пред малку ја спомнавме меѓународната заедница и тие високи представници во изминатиот период. Дефинитивно Македонија е држава која што и председатели, и премиери, и министри за надворешни работи, и на влијателни држави кои што се креатори на таа глобална светска сцена. Сметате ли дека допира тој глас до обичниот граѓанин? Еден Макрон, потоа Меркел што дојде овде, да не ги збориме останатите. Јас сум убеден дека граѓаните следат, пратат, ги слушат пораките, не гледат нас. Одиме на терен, одиме од врата на врата, имаме трибини, имаме митинзи. Без разлика помали, поголеми градови, помали митинзи, дали се мини митинзи, дали е генерални митинзи кои што ги имаме, дали беше маршот во Скопје. Сето тоа граѓаните го следат и ги слушат пораките кои што ги пуштаме. Ако добро не следат и не анализираат, нашите пораки се да нема поделби, да седнеме на маса, да пружиме рака, да разговараме, да дебатираме позитивните аспекти од интеграцијата на државата во ЕУ и НАТО. Сето тоа помага, не би рекол влие, но помага кај граѓаните при одлучување по едно вакво тешко прашање. Знаеш како, Ване, и мене не ми е лесно. Ако, дел од најголемите обвинувања се во делот на еленската култура. Веќе кога ги истисна, буквално ги истиснавме сите аргументи кои ги кажуваше ВМРО дека се губи идентитетот, не се губи, јасно стои. Идентитетот на втората страна е македонски. Значи имаме, што вели премиерот Зоран Заев, македонско девојче, македонско оро, македонска песна, сето тоа е заштитено. Всушност, сето тоа и го прави идентитетот. Од друга страна, имавме обраќање на премиерот Зоран Заев во Европскиот парламент на македонски јазик. И во договорот јасно стои, јазикот на втората страна е македонски јазик. При тоа цел свет, дури и Република Грција, ќе го прифати и признае нашиот јазик како македонски јазик. На крајот на денот, друга Македонија на оваа земјина топка не постои. Ние ќе бидеме Северна Македонија, ќе имаме географска одредница во нашето име, затоа што фактите, историјата кажува дека ние сме еден дел од тој регион Македонија кој што постоел. Да, ама сега ВМРО ДПМН реагира или пак се фаќа на неинформираноста што ќе бидат уставните промени. Факт е дека во овој изминат период моравме, односно се преговараше за било каква географска одредница. Она што сега го пикирате, тоа не знаеме кои ќе бидат уставните промени
што ќе би требало да се случат после референдумот, нели? Со амандманите, за тоа мислите? За тоа, да. Значи, во ситуација кога имаме референдумско прашање, не може да зборуваме за амандманите потоа што. Значи, затоа што имаш ситуација, имаш референдум каде што граѓаните треба да излезат и да гласат. При тоа имаш опција за, имаш опција не. Да го видиме резултатот. Иако сега сите укажувања, сите анкети не носат и ни дават за право да размислуваме многу оптимистички дека референдумот и како ќе успее. Јас сум апсолутно убеден веќе како изминува периодот, како поминуваат сите посети од меѓународниот фактор, како одам со граѓаните разговарам, како ги слушам граѓаните како размислуваат. Решени се. Народот во Република Македонија е одлучен. На 30 септември ќе излезе и ќе гласа за. Јас верувам во тоа. Убеден сум. При тоа, по успешен референдум ќе разгледуваме за амандманските услови кои ќе бидат. Рековте, сте на терен, сте наишли ли на луѓе или на личности, граѓани кои што едноставно зацврстено е дека ќе бойкотираат, дека се против овој референдум, изговараат честопати изговорот е дека се губи македонскиот јазик, ќе изгубиме државата. Сте имали ли такви контакти? Сум имал многу такви средби. Многу. Дали се во заблуда или навистина веруваат? Тоа сакам да ве прашам кога при вакви средби. Првичниот проблем беше тоа што граѓаните не беа информирани. Практично го нема прочитано договорот. Нема прочитано дека е македонскиот идентитетот на втората страна е македонски. Нема прочитано дека јазикот на втората страна е македонски. И при тоа има многу прашалници околу тоа. Знаете како, ВМРО почна да пласира веднаш информации. Имавме прво едно предлог решение кое што категорично беше одбиено. Илинденска Република Македонија. Од тогаш почна пласирањето на секакви дезинформации кон граѓаните. Јас ги оправдувам граѓаните кои што има допред некое време прашалници. Многу дезинформации, многу лажни вести се пуштија во Република Македонија и што настана заблуда. Но почнувањето на кампањата, искрениот пристап, јас одам со договорот во рака. Спогодбата ми е во рака. Ако најдам на човек кој што има прашалници, кој што не се изјаснува дали ќе бойкотира, но ете го гледаш при разговорот, влечен на тоа дека најдобро е да се седеме дома. Јас го убедувам. И сум буквално стварно имам убедено луѓе. Кој ќе седнеш со нема човек кој што нема да те разбере. Искрен пристап, го отвараме договорот. Еве го идентитетот, еве го јазикот. Македонија не губи ништо. Вечните аспирации на нашите предци се остваруваат токму со овој договор. На крајот на денот, во делот на идентитетот, во ова модерно време во кое што живееме, економската стабилност и како знае да влијае на идентитетот. Ако ние се чукаме во градите, се подигаме самите себе си, дека сме антички македонци. При тоа, да имаме, 40% од државата, па и повеќе, без водовод и канализација во 21. век, е несериозно, е непатриотски. 21. век сме, модерно време е. Дел мора да расчистиме, она што сме мислеле дека е ексклузивно наше право, не е наше ексклузивно право, но она што е црвена линија, тоа е идентитетот и јазикот, е заштитен со овој договор. Затоа јас уште еднаш од овде апелирам до сите граѓани. На 30 септември мора да излеземе, мора да гласаме. Гласаме за нас, гласаме за нашите деца, гласаме за нашите внуци. За подобра иднина. Убеден сум, договорот го потврдува тоа и во делот на идентитетот, и во делот на јазикот. При тоа, сите придобивки, европските вредности, европските фондови, аргументите се на наша страна. Веруваат граѓаните, еве уште еднаш ја користам оваа прилика да пуштам апел. Така, на 30 септември е изјаснувањето референдумско. Да се вратиме на булдожер во наводници што ја велиме дипломатијата. Зошто толку отворено поддршка за држава кој што
последниот попис или не знам 1.800.000, не знам колку е, 1.800.000 избирачи, можеби повеќе да сме, но во секој случај според единствениот избирачки список 1.800.000 нешто, така да 900.000 треба да излезат. Зошто таа толку отворена поддршка? Станува збор за некои геостратешки цели или пак навистина сакаат Македонија да видат во Европската унија и НАТО семејството? Прво морам да споменам, многу добро прашање постави. Ние баравме поддршка Република Македонија, сите влади претходни. Баравме поддршка од меѓународната заедница да не поддржи во нашата интеграција. Но меѓународната заедница до сега, зошто сега тоа ни се случува, претпоставам тоа ти беше прашањето. Да. Дали виде некаква алтернатива, некаков обид за решавање на спорот со името со Република Грција? Не. Напротив, имавме антиквизација на државата, од друга страна и грчката страна ги натегна своите ставови и ја подигна летвата, воспостави црвени линии, имавме статус кво ситуација. Како ќе не поддржи меѓународната заедница? Како ќе дојде Джеймс Матис? Како ќе дојде Вес Мичел? Како ќе дојде Ангела Меркел? Што да поддржи? Немаме договор. Имаме воин на конј на сред плоштад, имаме автопат Александар Велики, имаме аеродром Филип II. Што да поддржи? Од грчката страна има во тоа време не признаваме воопшто терминот Македонија да го содржи новото уставно име на нашиот сосед. Апсолутно тие меѓународни фактори нема нема никакво конкретно решение. Да, тие се итекако заинтересирани. Да, ама Костадинов, сепак една Меркел, еден Макрон. Апсолутно, но сега што се случи? Имаме конечно договор, спогодба со Република Грција. Ги надминуваме разликите. Црвените линии не постојат повеќе нити од грчка страна, нити од наша страна. При тоа, и двете страни се задоволни со договорот и спремни. Ние како Република Македонија го вадиме прашањето на референдум, а Грција е спремна по успешен референдум во Македонија договорот да го ратификува во грчкото собрание. Верувате ли во таа поддршка доколку биде успешен референдумот од Макрон, од Меркел за... Станува збор за многу сериозни политичари. Станува збор за Макрон, станува збор за Ангела Меркел, Себастијан Курц, Јенс Столтенберг, двата најголеми сојузи, Европската унија и НАТО, ни подаваат рака и не повикуваат. И не можам јас тоа да го сметам за несериозно. Никој нема да ја натера германската канцеларка да дојде од Германија, да дојде во Република Македонија, во една таква мала држава и при тоа да не биде искрена. Сите тие пораки се јасни и недвосмислени. И се во функција на поддршка на договорот, на крајот на денот. Сите што дојдоа, приметете им ги изјавите, се зависи од вас. Така е. Ние ве поддржуваме, ние ви даваме шанса. Подадена рака. Подадена е раката, но на крајот на денот, на 30-ти, вие одлучувате. Ние сме тука да ве поддржиме. Ние сме тука да ги отвориме фондовите. Ние сме тука и ви помагаме. Веќе до сега Европската унија ни помага со некои 90 милиони евра годишно. Во делот на инфраструктура, во делот на детски градинки, пречистителни станици, водоводи, канализации, да не набројувам. Таа поддршка може за 5, за 10 пати да се зголеми со почнување на преговорите за влез во Европска унија. Затоа што во целина се отвараат европските фондови. Не е како сега. Да, Република Македонија има само добра волја еден ден да стане членка на Европска унија. До сега бевме така третирани. Сега имаме конкретна ситуација за интеграција на Република Македонија во Европската унија. Тоа е шанса која што не смееме да ја испуштиме. Кажаа сите, ако оваа шанса ја испуштите, наредните 25 и повеќе години не очекувате поддршка никаква од наша страна. Еве ние сега помагаме, но ако вие не одбиете, мислам, повторно ќе треба да седне да се преговара, можеби време непотребно се враќаме назад. Затоа велиме, затоа водиме една таква агресивна кампања на терен. Затоа што не смееме да ја прокоцкаме оваа шанса. Шанса за нас. Ова не е прашање за партиите. Не е прашање, овде не се одлучува за Коста, овде не се одлучува за Зоран Заев или за Христијан Мицковски. За нас самите се одлучуваме како граѓани, како граѓанство на Република Македонија. И од нас зависи дали ќе живееме во светлина или ќе живееме во темнина. Дали ќе сакаме перспектива, просперитет или ќе сакаме уназадување. Не смее тоа да се случи.
Не сме и како ни треба интеграцијата во Европската унија. Ќе ја спомнам подпредседател, односно министерката за одбрана Радмила Шекеринска рече дека не е иземена безбедносниот аспект за Република Македонија во ова динамично време, во период кога се преговара помеѓу Косово и соседна Србија, Македонија треба да биде под безбедносниот чадор НАТО. Да, апсолутно се согласувам со ставовите на министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Тоа е така. Не смееме да го земеме со резерват она што се случува буквално до нас. Така? Имаме преговарање за прекројување на границите. Зошто ни треба НАТО? Затоа што во член 5 јасно стои дека границите на земите членки на НАТО се гарантирани и како такви не смеат да претрпат никакви промени. Затоа ни треба тој чадор НАТО. Затоа што истото тоа прашање може да се префрли кај нас. Иако сега на момент изгледа невозможно, но и како е возможно. А тоа не ни треба. Затоа што слушаме секакви ставови помеѓу Косово и Србија, дека прекројување на граници би дошло исклучиво по пат на војна, Не беше зборот што не е добро. Македонија не е иземена од тие глобални Балканот така во целина е буре барут. Е плодно поле за дестабилизација и за ширење на национализам. Да кажам она што го има во една прилика речено Винстон Черчил. Балканските држави произведуваат повеќе историја од колку што можат да понесат. И тоа е апсолутно точно. И како факт треба да го земеме како таков. Да. Од таа причина нас ни треба еден силен партнер кој што буквално ќе ни биде и како битен фактор за стабилност, особено во делот на границите. Да, тоа што го кажала Радмила Шекеринска е така, и тоа треба дополнително да не охрабри, да на 30 септември излеземе и гласаме. Не би сакал да верувам дека такво сценарио ќе се случи на мојата држава, затоа што имаме апсолутна можност. Анкетите ни покажуваат да бидеме оптимисти. Дека на 30 ќе имаме успешен ги зборите последните анкети, сите тука некаде тој цензус пред некој 46, некој 48. Што зборат последните анкети, господине Костадинов? Ке имаме ли законски она излезност 50 плюс 1 од запишаните избирачи? Јас сум апсолутен непоправлив оптимист дека референдумот на 30 септември ќе биде успешен. Да не го земеме фактот дека, знаете како, кога се прават анализи, обично се земаат оние последни резултати од парламентарните избори. Ние не смееме да заборавиме дека, кога веќе велиме дека овој референдум е надпартиски и таков е, тука не се битни партиите воопшто, има една група на луѓе кои што традиционално не излегуваат на гласање на никакви избори. Но кога имаме референдумско прашање, кога имаме одлучување за еднината на нашата држава, јас сум оптимист дека тие луѓе ќе сватат сериозноста и ќе излезат на 30 септември. Од тука црпам дополнително и покрај тоа што анкетите покажуваат дека 50... Сакате да кажете дека оној гласачки, односно електорат кој што не излегува на избори, за политички партии, ќе излезе за референдум? Апсолутно. Државата е во прашање. И јас сум убеден дека македонскиот народ тоа го разбира и го гледа. Имаме кога да се надмудруваме ние партиите. Имаме ние партиите кога да правиме кампањи, како партии и како индивидуи. Сега ова прашање е прашање за државата и за граѓаните на Република Македонија. И како такво, убеден сум дека таа група на народ, кој што традиционално не гласа за политички партии, не сака да гласа, ќе излезе и ќе гласа за себе. Тука е суштината, тука лежи референдумот. Да, ние сме политичка партија, ние на некој начин ја предводиме оваа кампања, но ова е надпартиско прашање. И како такво треба да го разбереме. Ќе повторам, без разлика што анкетите ни покажуваат дека ќе имаме успешен референдум, дека некаде околу 55, 6, 7% ќе излезат граѓаните да гласаат. Што после 30? Ова го поставам прашање бидејќи паралелно почнува и скрининг процесот од страна на Европската унија. Не е само референдумот, туку треба и домашните задачи да се сработат. Апсолутно, затоа е
Тоа е убавината што ќе ни се случи после 30. Скрининг процесот, каде што сите ќе бидеме подтропнати, подчукнати, онаму каде што е завршена работата. Ќе имаме позитивни забелешки од Европската унија, таму каде што имаме слабости, дефинитивно ќе ни се укаже да до почеток на преговорите со Европска унија работите бидат исправени. Тоа е убавината, значи сите тие аспекти ни се битни за нас како држава. Скрининг процесот ни треба. Практично контрола на работењето. Што е исполнето, што не е исполнето, што не е исполнето. Апсолутно. Тоа и за јас лично како политичар, па и кога би бил на некоја друга функција, искрено би го посакувал тоа. Тоа е здрава работа. Тоа е демократија. Контрола на институциите. Тоа се европските вредности. Апсолутно. Скрининг процесот е добра работа, позитивна работа за Република Македонија. Јас го поддржам и нема ни еден човек, ни еден политичар, функционер од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата кој што не го поддржува. Практично ние бараме излезност, бараме поддршка на договорот, баш заради тоа да што побрзо да почне скрининг процесот. Така. Времето не гази и само за крај, господине Костадинов, зошто на 30 септември граѓаните да излезат? Накусо. Накусо. Па не знам колку кусови можел, но Да. Зошто да излезат? на 30 септември. Покрај оние повици да седат дома, да прават ајвар, што ти знам. Зошто продолжувате? Граѓаните рано наутро ќе се дотерат, треба да се излезат. Ќе повторам, практично цела емисија го зборувам тоа. Имаме договор со кој што се јакне нашиот идентитет, се заштитува нашиот јазик, се реализираат вечните аспирации на нашите предци. Да имаме слободна држава, да имаме безбедна држава, да имаме просперитетна држава. Треба да излезат граѓаните затоа што доволно ни беше и нашите роднини и нашите пријатели да ни се иселуваат од Република Македонија. Затоа што треба Европската унија овде да ја донесеме. Дали можеме? Да, можеме. Дали ќе се случи за брзо време? Не може да се случи, ништо нема брзо. Но ова е сериозна шанса да си ги задржиме луѓето овде дома. Затоа што на крајот на денот џабе ни нас ексклузивно право на античка Македонија ако немаме луѓе во оваа Македонија, во овие граници. А се повеќе се иселуваат. Па само во последниве 11 години 600.000 ја напуштија. Токму од тие причини, велам, дека на 30 септември, од тие прво најчовечки причини, после се тие економските бенефити кои што ќе има и граѓаните и државата, но од оние човечките, од оние што навистина болат, мене многу повеќе ме боли кога гледам како роднините и пријателите ми се иселуваат од ова Македонија, отколку откажување од ексклузивното право на античка Македонија. Јас сум македонец, јас зборувам македонски јазик, јас сум словен, практично. Јас не сум антички македонец. Како таков ќе останам, сакам да бидам признает и никој да не ми го оспорува. Мојот идентитет како македонец, што овој договор тоа ми го гарантира, и јазикот на кој што јас зборувам ќе биде македонски јазик. Тоа е најголемиот бенефит кој што ќе го имаат граѓаните со нивното излегување. Костадинов, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави на програмата на канал ВИС. 30 септември за неколку дена. Почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието со кое што не следевте во изминатиот период за и околу договорот со Преспа и придобивките од тој договор со евентуалното членство, односно евроатлантското приклучување на Македонија кон овие две семејства. Се разбира, разговаравме во изминативе 40 минути. Уште еднаш ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.